Здраво, другарчиња! Се викам Марија Велевска, воспитувачка со детската градинка Росица од Битола. Денес ќе ви раскажувам како културно да се однесувате. Најпрво ќе ви кажам како културно треба да се поздравуваме. Кога излегуваш од дома, во лифт, на скали или на улица, ќе сретнеш некој сосед. Веднаш ќе го поздравиш. Добар ден! Ако го знаеш, уште подобро. Добар ден, тетка Мила. Или добро утро, добро вечер, во зависност кој дел од денот е. Со тие два збора ќе им го направиш денот поубав на соседите. А за тебе ќе речат дека си добро воспитано дете. Се разбира, поздравувањето е основно. И на улица, и кога влегуваш во продавница. А кога излегуваш од продавница, задолжително треба да речеш пријатно или довидување. Сега ќе ви кажам како треба да се однесувате во градинка. Кога престојуваш во градинка, треба да бидеш културно дете. Секој сака културни деца. Биди вистински другар. Секој сака добри другари. Споделувај играчки. Тоа значи дека играчките во градинката не се само твои. Тие се на сите дечиња од градинката. Споделете ги играчките и по играта заедно да ги соберете. Чувај ги сликовниците. Немој да ги кинеш и немој да ги чкрташ. Не се лути. Кога играш, играј фер и другар биди. А ако изгубиш во играта, признај го поразот. Не се карај со другарчињата. Немој да употребуваш лоши зборови и немој никого да навредуваш. Не се подсмевај. Немој да се подсмеваш ако некој некогаш направи некоја грешка. Не ги уништувај играчките. Чувај ги, за да можете долго време да си играте со нив. Ова беа неколку правила за културно и убаво однесување во градинка. Извинување. Извинете ќе речеш кога сакаш некој да те слушне. Например, се извинувам, каде е тоалетот? Извинете ќе кажеш и ако не сакајќи сгрешиш или ако скршиш вазна. Помагање. Понуди помош на другарче во неволја. Понуди помош на возрастните кога работат по дома. Така ќе научиш нешто корисно и убаво. Помогни му на некоја бабичка безбедно да ја премине улицата. Подарување и поземување. Ако добиеш подарок, заблагодари се. Иако, може би нема да ти се допадне. Позајмувај книги, играчки, но чувај ги како свој и честно да ги вратиш. Однесување во автобус, воз. Кога се возиш во автобус или воз, ако некој постар влезе, баба, дедо или мајка со бебе, стани од местото свое. Однесување во театар, кино. Кога ќе одиш во театар или кино, да гледаш театарска представа или цртан филм, однесувај се културно. Внимателно слушај и гледај. Многу е важно да не зборуваш затоа што ќе му пречиш на останатите. И немој никако да фрлаш храна. Однесување на телефон. Ако се јавуваш на телефон, представи се кој си, кого бараш и со кого сакаш да разговараш. Правила за лична хигиена. Секое утро. Раце, лице, заби измиј. Исчешле коса и облека чиста стави. Рацете се мијат пред секое јадење, пред и по секое во тоалет одење. Кога кашлаш
или киваш. Покрија устата со левата рака, а со десната земи марамче од џебот. Ако се прозеваш, рака на уста да ставиш. Не чепкај го носот пред други, туку во бањата влези, изми се и потоа избриши се. Правила за кога ќе одиме на гости. Убаво е да се оди на гости, но мора да се внимава на однесувањето. Од радост што те поканиле, не е убаво да стигнеш пред време. Исто така, не е убаво да шеташ наоколу и да фаќаш разни работи. Допирајќи ги работите, можеш нешто и да скршиш. Ако нешто ти е толку интересно, прашај, ама не фаќај со раце. Еколошко однесување. Грижи се за хигиената во градинката. Таа е твојот втор дом. Негувај го зеленилото и немој да ги уништуваш дрвјата. Фрлај ги отпадоците во канта за отпадоци. Како треба да се однесуваме за време на јадење? Секој треба убаво да си ги измие рацете. И јадењето може да почне. Се вели добар апетит. Повели, земи кога некој ти вели. Ти кажи благодарам и продолжи да јадеш со затворена уста. Ако сакаш да добиеш уште, треба да замолиш. Дали може да добијам уште, ве молам. А кога ќе добиеш, треба да кажеш благодарам. И уште едно правило важи. Не станувај од столчето додека сите присутни не завршат со својот оброк. Ете, другарчиња, ова беа неколку правила за културно и убаво однесување. Се надевам дека и вие сте културни и убаво се однесувате. Се надевам дека ви се допадна и видеото. Ве поздравувам.